Да, еве сме назад во студиото, со Ивана неколку пати утрово најавивме на многу интересна тема, не само за оние кои што се во, да речем, во таа гранка, туку за пошироката јавност, а овој разговор во продолжение, да кажам, е испровоциран од една интересна промоција која што случи пред 2 дена во англискиот паб Корнер, а која што имаше за цел на едно исто место да ги собере сите вински експерти, дегустатори, љубители на вино, така наречени вински витези и да промовира едно ново македонско премиум вино кое што со својата специфика има огромен потенцијал да го освои европскиот и светскиот пазар, а со тоа се различни награди кои што нешто значат во винската индустрија. Беше промовирано виното Волкано, кое што е интересно од лозови насади на 600 метри надморска височина и уште поинтересно дека е на вулканска почва од каде што нели и го влече своето име Волкано како нов производ на винаријата Монтеко. Во нашето студио е Катерина Костовска, на моје огромно задоволство, која што е вински експерт, уште поважно консултант за извоз, тоа што нас не интересира како увозно зависна земја. Најнапред добро утро и доредувавте во Сидел. Добро утро, здраво Александар, благодарам на поканата. Веќе убава најава за Волкано. Меѓутоа би сакала да појасна малку повеќе околу виното, зошто баш Волкано има навистина еден интересен епитет и искреира интерес. Покрај тоа што доаѓа од висока надморска височина и од вулканска почва, навистина е во еден реон, во една регија, тоа е североисток на Македонија, каде што температурите се генерално пониски. Да вие созреете високо квалитетно вино во овој дел е навистина предизвик. Како што беше предизвик за англичаните да направат добар шампањ после шампањот на французите, меѓутоа успеваат, така и ова секоја година ќе имаме се позрело грозје, меѓутоа и ден денеска, еден месец после генералната берба во Тиквешијата, горе во Кратово, е бербата на Каберне Совиньон, од која што се прави виното Волкано, тоа е прилика средина до крај на октомври, и по неколку пати се влегува во лозијата да се изберат најзрелите гроздови, најпремиум гроздовите за да се направи виното. Виното има една специфика на минералност, на многу свежи црвени овошја, а сепак екстракција на танини, сега да не звучам нели премногу професионално, меѓутоа споредбено со вината црвени од Тиквешијата, навистина нуди една различност, како да не доаѓа од Македонија. Тоа е поради климата? Тоа е поради локалната клима. Добро. Како да не доаѓа, да кажеме, од топол регион. Значи ги постојат оние изрази на поладна клима кои што се одлични за добро црвено вино. Тоа значи дека виното има поголема свежина, има поголема киселина, затоа што еве само да појаснам, колку лозијето е повисоко, особено во Македонија, во топлите предели, толку киселината во грозијето се задржува. А таа киселина носи многу посвежа ароматика и многу поголема минералност кај вината. Така што мислам дека иднината на македонските лозија утре треба да биде на поголема висина. Од овој аспект. Сега мене ми се поставува прашањето, пред да продолжиме конкретно за овој премиум македонски бренд, колку луѓето во Македонија, пред да зборуваме за луѓето надвор, се навикнати од Македонија да добиваат премиум брендови, затоа што обично нели се важи тоа дека кај нас ете некој по, да речам, ефтини, по вина кои што се подостапни, да кажам, и сме навикнати на македонскиот пазар, нели кој ќе оди наш купувач вели ако сакам премиум, дајте ми некое странско вино, француско, не знам, колку Македонија може да произведе премиум бренд? Па веројатно ни е тоа перцепција за многу други производи кои што ги имаме и сме увозно зависни, како што спомна, меѓутоа реално е дека Македонија прави премиум вина и можеби во винскиот дел сме различни од многу други производи. Например, имаме најголем дел на извозот кој што го правиме, во виното има додадена вредност и затоа треба да го промовираме. Еве и во Македонија ако земеме, ние имаме вина кои што имаат повисока просечна цена, меѓутоа луѓето се навикнати и ги купуваат затоа што веруваат во квалитетот. Ако отидете во еден супермаркет во странство, во Германија, во Холандија, имате навистина многу ефтини вина, многу поевтини од колку што имаме ние во Македонија. Да. Затоа што доаѓаат од цел свет, од разни региони, ние сме се уште домашно ориентирани, ние се уште си ги пиеме нашите македонски вина и тоа е навистина одлично затоа што се промовираме како винска земја и сакаме да бидеме утре развиена винска земја.
Така што мислам дека сме во принцип во видео различни, дури и подобри можеби. Така од другите. Но треба се разбие тоа мислење кај пошироката јавност дека ако сакам премиум треба да купам нешто странско, туку треба да се земе нешто како ова. Ајде да се вратиме на провокацијата Волкано како македонски премиум бренд. Кажавме два многу битни фактори, рековме високо, 600 метри, подоцна созрева, но поквалитетно се бираат оние зреени гроздови кои што ги спомнавме, вулканска почва која што дава додадена вредност и интересно вели одлежано во француски дабови бурења. Што тоа за пошироката јавност значи? Бидејќи даб знаеме дека има квалитет во Македонија, но што е тоа француско дабово буре? Има разлика. Има, претпоставувам, затоа ме прашувам. Морам да кажам дека она што ме привлече генерално кон вината на Монтеко, работата со овие вина и генерално Волкано е, навистина можеби гледачите не знаат, меѓутоа ако денеска отидете во Кратово во винаријата, вие ќе видите една апсолутно одлично опремена винарија, реновирана, која постои од 56-та година на таа локација, меѓутоа сега под името Монтеко е комплетно реновирана. Технолошки е апсолутно state of art, што би рекле англичаните, меѓутоа, многу битно морам да назначам е дека во квалитетот на виното технологијата помага. Технологијата не прави врновина. Значи, она што го добиваме од лозјето, од грозјето, технологијата мора да го задржи, да не се уништи некаде по патот, да речеме, на правењето на винот. Меѓутоа, вистинско квалитетно вино доаѓа прво од лозови насади. Лозовите насади на Волкано се на 4-5 километри од винаријата, во еден прекрасен предел што се вика Железница, јас го посетив, го видов лично, и тоа се лозови насади кои што имаат една косина, се закосени и волканската почва придонесува за добро дренирање на почвата. А кај црвени вина тоа не е многу битно. Лозата не сака премногу вода. На лозата и треба вода, на грозјето, но не премногу. Така што еве ќе видите и секаде во светот најдобрите апелации лозија се генерално што ги викаме ние коси или стрмни лозија, бидејќи тука добиваме одлично премиум грозје. За разлика од тиквешијата каде што имаме, нели? Генерално имаме, да, генерално имаме низински. Еве, например, за Австрија да спомнам, да речеме сите подобри вина им се горе на косина, а по комерцијалните вина се во долниот дел. Затоа и велам дека зутре за Македонија верувам дека овој пример треба да се следи за сите премиум вина, односно како ќе имаме климатски промени и затоплуваме, ние мора да бараме поладна, ќе имаме за жал. Мора да бараме малку поладна локална клима, да му помогнеме на грозјето да ја задржи киселината, да дише нормално и да имаме добри вина во иднина. Добро, но и битни се тие, дали што ги спомнавме, француски буриња, кои што? Така, 14 месеци негде почнав, 14 месеци, тоа е medium toast, така се вика, постои некоја градација на тостирање на самиот даб. Да, имаме ние одличен даб во Македонија, меѓутоа за даб во кој што вино ќе одлежува, мора да биде специфично направен. Мора да има некои карактеристики. Затоа постојат луѓе. Тоа е цел занет за правење на буриња. Може тоа е наука. Се надевам ќе го усовршиме и ние. Франција го има одлично усовршено, меѓутоа имаме и други дабови во светот кои што се користат, но францускиот се уште се смета за најелегантен, најпремиум. И кога вие имате едно високо квалитетно вино како Волкано, одлежано во елегантен и високо квалитетен даб, односно дабово буре, како сега моро, конкретно типот на францускиот даб, тогаш на вистина му помагате на супер квалитетното вино да го продолжи својот пат на квалитетен начин. Она што го велам. Значи и дрвото и самата технологија мора да му помогнат на виното, а не да го доминираат. Така што тоа е случајот со Волкано и дури и денес кога ќе отворите шиша Волкано, киселината е тука присутна, што значи дека виното има потенцијал да созрева и во следните години во шише. Иако е тоа затворено веќе, исфлаширано, тоа не значи дека приказната завршува тука. Волканото и понатаму ќе развива одредени ноти, одредени вкусови кои што ќе еволуираат низ годините и едва чекам да видам што би било по неколку години од сега. Да, баш супер. Костовска, многу убаво раскажувате, вие сте вински експерт, но некако на еден убав начин и за пошироката јавност тоа се објаснува, бидејќи мој став е дека иако Македонија има традиција на вино, но не многу
пошироката јавност е запознаена со ова што вие го зборувате и мислам дека не до крај потенцијалите на Македонија се искористени, значи има простор за развивање. Во однос на Волкано сакам уште нешто да ве прашам, знам дека ги интересира гледачите, а и мене богами. Сега станува збор за лимитирана серија. Ние сме биделе на многу светски настани лимитирани серии на вино. Лимитираните серии се само затоа што толку има лозје добро или затоа што е некој маркетиншки ефект дека вие ќе добиете едно од тие шишиња кои што се направи. Не, точно така. Првото е точно затоа што грозјето е лимитирано. Добро. Конкретно Волкано доаѓа од предо на 6 хектари Каберне Совиньон и ништо повеќе. Значи тоа е така во моментов. И повторно сакам само да потенцирам колку е предизвикувачки да направите Каберне Совиньон, одличен Каберне Совиньон на висока позиција, односно на лозија која што е на висина. Верувате, тоа воопшто не е лесна задача. Така што оваа лимитирана серија покажува дека она што може да го даде лозјето се претвара во вино и толку имаме поберба. Затоа високо квалитетните вина најчесто се одликуваат со берба. Тоа значи од берба 2023, кога зборуваме за годините, кога е грозјето набрано, со други зборови. Тоа е, нели, берба знаат и гледачите сигурно, што значи од 23-та берба имаме само оваа количина и не може да има повеќе. Следно ќе биде од 2024-та берба, која се уште треба да одлежува, треба да созрева и така натаму, така што на тоа се однесува лимитирана серија. И добива на вредност самото тоа што некој човек знае дека го дегустира од ограничена берба, одреден бренд за кој што луѓето се заинтересирани. Мора да го искористиме вашето искуство, не само во емисија, веројатно треба како земја да го искористиме вашето искуство на кој што го имате како консултант за извоз. Сега ние сите знаеме дека ќе сретнеме македонски вина по европски маркети, не знам, винари и така натаму. Меѓутоа пак тука за човек кој што не се занимава со оваа работа, ќе рече тоа генерално се некакви ефтини вина или се наливни, не се флаширани, така. Каква е реалната ситуација на терен? Колку Македонија извезува вино и какво е тоа вино што го извезува? Доброто е дека Македонија се повеќе извезува флаширано вино или вино во bag-in-box пакувања, тоа се оние кутии од 3 до 5 литри, се помалку наливно вино. Баш ги гледав бројките 24-та, 23-та споредбите од официјалниот завод за статистика. Се намалува и тоа двојно се намалува извозот на наливно вино, меѓутоа има и некаква стагнантност на флашираното вино, што значи дека имаме се поголемо учество на флашираното вино во извозот, меѓутоа исто така мора да разбереме дека во извозот на високо квалитетен производ, или ајде вака да кажеме брендиран производ, не мора секое вино да биде премиум и високо квалитетно, но вино во флаша е веќе бренд, веќе има додадена вредност. Така. Кога се извезува додадена вредност, луѓето надвор ве асоцираат со државата, со регионот од каде што виното доаѓа. За разлика од други производи, виното е врзано со локалитетот, не може да избега од тоа. И сега замислете како американците сакаат да одат во Италија, затоа што Италија има веќе перцептивно нешто интересно, некакво уживање, некое развојна сетила. Меѓутоа мораме и ние во Македонија да ја правиме желбата на луѓето да дојдат во Македонија и преку развој на вински туризам. Значи сите овие елементи ќе придонесат за поголем извоз. Сакате да кажете, ако примамиме како винска дестинација луѓе да доаѓаат во Македонија, тие природно и во своите земји би го барале нашето вино. Апсолутно. Или ќе се фамилиаризираат, што би рекле, со земјата, со нејзините карактеристики и велат: "А да, јас сум бил во Македонија, ова е македонско вино, сакам да го пробам." Тоа е многу битен аспект. Еве, на пример, сакам да спомнам уште еден податок, сега од последнава недела, Мишелин Гајд, што сите го знаеме како рейтинг на ресторани, нели Мишелин 1, 2, 3 звездички, влегува во рейтирање на вино. Тие веќе од 2019 работат со еден познат американски магазин Wine Advocate на Роберт Паркер, кој што беше тој силен вински критичар. Сега, бидејќи и Србија и Грција веќе го имаат Мишелин гајдот за рейтирање на ресторани, ова ќе биде сега додадена вредност ако соработувате со нив да направат одредено рангирање и на вината во земјата. Што значи мора да размислуваме надвор само од саеми, од посети. Бидејќи
Знаете, сајмот и принципи не е маркетинг ту, сајмот е повеќе продажна активност за засреќавање. Ние не треба да го гледаме тоа како единствена опција за промоција. Сега е единствена? Најчесто е. Да, ние викаме и винска критика, соработуваме, меѓутоа бидејќи се со поголема сума, буџетите се ограничени за државна промоција и така натаму, имаме тука, нели, можеби треба малку поиновативно и еве, да кажеме, како што е Монтеко во ситуацијава. Ме радува, можеби овој концепт конечно ќе произведе малку поинаку да размислуваме на се надевам, искрено се надевам, затоа што ни треба нешто што би рекле надвор од стандардните размислувања. Ние мораме да станеме атрактивни на некој начин за сите странски туристи, за странските љубители на вино. И овие познати, да кажам, промотори, дали е тоа на гастрономија, на вино и така натаму, да влеваат доверба кај странскиот потрошувач дека навистина имаме нешто добро. И специфичните работи, локалните сорти, промоцијата на локална сорта, винариите кои што прават ваков начин на специфични производи. Например, Монтеко моментално е единствена винарија која што прави вино од овој дел. Нели генерално се сите во Повардарскиот регион, од Скопје до Гевелија. Кај што сме навикнати од време на Југославија. Така, правиме вина со природни квасци, ќе правиме утре бели вина од висока надморска висина. Значи, сето тоа придонесува да луѓето кога ќе дојдат, вие имате различна понуда, а не само комерцијална понуда и брендови. Тоа видов дека Монтеко организира вински дегустации за домашни луѓе кои што се заинтересирани, разни пакети, врзување со храна. Храната беше следно прашање, бидејќи еве кога гледаме французи, не знам, чилеанци, секој што некако и со кујната нели се врзува, тоа вино треба да се испие со нешто. Колку Македонија важи бар за храна дека има добра, се можеби не оди се со вино, нели? Но колку тие потенцијали се користат и во однос на претходното прашање за извозот. Дали ние ги имаме искористено сите капацитети за извоз? Бидејќи некој рече Македонија е мала земја, Франција е голема, нели? Да. Имаме ли ние капацитет за поголем извоз? Имаме, апсолутно имаме, да. Имаме, секогаш имаме капацитет за поголем извоз. Нормално лозарството исто така тука мора паралелно да се развива со винарството. Практично сите винари денеска веќе размислуваат како да осигураат добавување на грозје. Значи, да не биде тоа секогаш оставено спорадично или да се купува пред берба, секој веќе почнува да размислува како тоа да го направи. Меѓутоа, Македонија може и двојно да го зголеми производството од ова што е денеска. Имаме капацитет, дури имаме и предуслови. Имаме лозија кои што се во функција и кои што можат апсолутно да придонесат за тоа. Меѓутоа, има уште еден многу побитен елемент во извозот. И ако немаме капацитет да ја зголемуваме цената по извозен литар, че не мора секогаш да се бориме да биде тоа. Ние сме најголем производител после Грција на Балканот, Александар, не знам дали знаете. Да, многу повеќе од Бугарија, Србија, сите останати регионални. Значи, после Грција сме најголем извозник на вино. Меѓутоа, би било добро да од тоа направиме малку поголема додадена вредност, да продаваме поскапо вино, што би се кажало, да извезуваме. Добро, веројатно тука треба и државата малку повеќе, стратегијата малку повеќе да се позанимава со тоа. Ги спомнавме лозарите. Сега ова премиум вино на Монтеко Вулкано е од сопствени лозари. Така. Она стега помеѓу лозарите и винариите во Македонија од социјализмот. Ти мене малку ми даваш, јас тебе премногу ти давам, се можеби вака звучи прашањето, но како еве и лозарите да ги натераме да не се фаќаат само за Смедеревка или само за сорти кои што полесно или побрзо успеваат и да се мачат после со напад, туку еве да имаме лозари кои што да речеме еве Каберне на височина. На височина, да. Колку е таа едукација важна еве и за лозарите? Затоа што се уште мислам дека кај нас некако, не знам, ќе се согласен на лозарите се како некоја социјална категорија дел од нив. Голем дел, ајде вака да кажеме, особено кај Смедеревката, нели Вранецот, се наследени лози, наследен начин на работа. Кога лозарите ќе бидат во директна спрега со винариите, а винариите исто така стратешки ќе ги третираат своите лозари, тогаш апсолутно може чуда да се направат. А едукацијата е апсолутно битна, веќе постојат фантастични школи за едукација на лозари и на тоа како вие може да добиете одлично грозје зависно од која почва и позиција. Ние тоа го имаме, може да се подобри апсолутно во Македонија и потребно ни е. Меѓутоа, исто така потребно ни да ги отвараме потенцијалите. Ние се уште не знаеме, еве во Охридско, можеби не знаете дека исто така се прави сега
интересни вина, затоа што има повисока надморска висина. Значи мораме да ги отвориме потенцијалите и да видиме еве вака што можат нови винари, нови приоди на одгледување на лозје, на вино да направат за Македонија и во промоција на извозот, меѓутоа и во промоција на земјата. Мене 20 и нешто минути брзо ми летна, мора да ми дојдете повторно за да ви поставам некои други прашања. Ќе завршиме онака како што почнавме. Ја Каберне Сонја многу сакам, реално баш ми е омилена сорта. Кога вие на било кој ваш колега од странство, експерт би му го посочиле Волкано, што би му рекле зошто треба ова македонско премиум вино еве да се проба? Искрено, ова го размислувам секогаш и за Монтеко, не само за Волкано, меѓутоа особено Волкано е печатот на Монтеко. Добро. Зошто? Затоа што е навистина различно и е што е она што може Македонија да го понуди, а да не се асоцира со топли, зрели, црвени вина. Како може во Македонија да се направи премиум вино на свежина, на екстракција, на вино кое што може одлично да созрева, а сепак да добиете она што странците велат, ни треба малку посвежа ароматика, ни треба помалку тело, ама повеќе овоше во вината. Еве го, тоа е Волкано. Ќе дојдете пак, бидејќи ова се убави теми и за пошироката јавност, иако во овој случај зборувавме за специфично каберне од лозје на високи насади, премиум македонско вино, нели во ограничена серија, но има тука многу други прашања за кои што мислам дека ќе бидат интересни за нашите гледачи. Благодарам на поканата, се надевам ќе се видиме. Дојдовте ова утро. Катерина Костовска, вински експерт и консултант за извоз, беше во нашето студио.